Добар ден, почитувани гледачи, го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. Граѓанската иницијатива Будење поднесе барање за референдум до општината. Повторно обвинување на релацијата ВМРО-ДПМН е локална самоуправа. Започнаа тренинзите на кошаркарскиот клуб Куманово. Повеќе од 1000 граѓани досега ја поддржале иницијативата Будење. Представници на иницијативата денеска поднесоа барање до општина Куманово за организирање референдум против евентуално населување на мигрантите на територијата на Куманово. Граѓанската иницијатива Будење Куманово денеска поднесе барање до општина Куманово за организирање референдум против, како што велат, трајно населување на мигрантите на територијата на градот. Согласно законот за референдум, представниците на Будење очекуваат барањето да биде усвоено и на утрешната седница на Советот да биде ставена точка на дневен ред распишување на референдум. Значи, согласно член 3 став 3 од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните, објавен во службен весник број 81 од 2005, ние официјално службено покренуваме граѓанска иницијатива за распишување на референдум на територија на општина Куманово против евентуално обезбедување услови за населување на мигранти на територија, повторувам, на општина Куманово. Согласно член 36 од истиот закон, ние очекуваме и бараме од Советот на општина Куманово по сопствена иницијатива да одлучува и да донесе одлука за распишување на референдум. Ние, како граѓанска иницијатива Будење Куманово, очекуваме да биде ставено како точка на дневен ред на утрешната седница на Советот на општина Куманово распишување на референдум. Значи, по претходно наведените членови од законот кој веќе го спомнав. Веднаш по завршувањето на оваа моја и наша изјава овде од колегите, значи ние ќе ги однесеме потписите кои ги собравме во огромен број од граѓаните и ќе ги предадеме во архивата со соодветен примерок до Советот, до председателот на Советот, до градоначалникот и до координаторите на сите советнички групи во Советот. Ги охрабруваме повторно сите советници, како представници на граѓаните на овој град, да бидат мудри, одлучни и одговорни и да носат одговорни и далекосежни одлуки во име на едината на овој град, во име на едината нашите деца. Психологот Дивна Јанкова вели дека иако нашата држава по традиција е гостопримлива и сака на секого да помогне, сепак кога станува збор за мигрантите кои што ги има во огромен број, смета дека системот на социјална заштита на Република Македонија ги нема потребните ресурси за да може да одговори на потребите на мигрантите. Јас имам искуство 2001-99. Како ние се справивме и до ден денес има последици од тие луѓе. Тоа се однесува на посттравматичен стрес. Значи, психосоцијална рехабилитација, реинтеграција. Тоа е цел систем. Нашиот систем на социјална заштита ги нема потребните ресурси за да можеме да одговориме на потребите на овие луѓе. Не се луѓе предмети. Донеси ги, дај им работа и понатаму тие може да обстојат. Треба да бидат прифатени во средината. Затоа треба народот да се праша дали сака и дали е спремен да прифати. Тоа се луѓе со други вредности, други култури, други судбини. Значи, сето тоа, доколку дојде на несоодветен третман или прием, може да доведе до голем бес и лутина, што го сретнуваме во западноевропските земји. Има многу ранливи категории на кои не им имаме помогнато. Сега се дава постоечки, например, лица со посебни потреби, невработени, понатаму семено насилство и многу други деликвенции, зависници, кои што чека да им се помогне, невработени. Значи, тоа ќе предизвика и без од оние на кои што веќе не им излезено во пресет, а и на новодојдените кои што соодветно не добиле третман. За една недела повеќе од 1000 граѓани го дале својот потпис за референдумско изјаснување околу евентуалното обезбедување услови за населување на мигрантите, а сите граѓани кои што досега не се потпишале, тоа може да го сторат на поставениот штанд на градскиот плоштад од 10 до 19 часот, информираат од Будење Куманово. Председателот на општинската организација СДСМ Куманово и актуелен директор на службен весник Мартин Костовски
Повторно е назначен да го води општинскиот изборен штаб во пресрет на локалните избори кои ќе се одржат на 15 октомври. Социјалдемократите се уште ги држат во тајност своите кандидати. Кумановци веќе знаат за градоначалничко место од ВМРО ДПМН ќе се бори пратеникот Зоран Ѓорѓиевски. Дали СДСМ ќе оди повторно со Дамјановски или овој пат борбата за локална власт ќе ја поведе Максим Димитриевски, Љубиша Николиќ, Александар Арсиќ или Сашо Петрушевски, останува да се види следната недела. Маријанчо Ангеловски, дипломиран сообраќајен инженер и долгогодишен полициски службеник, поднел кандидатура во ДИК за независен кандидат за градоначалник на Куманово. Тој ќе влезе во трката за градоначалник доколку собере 500 потписи. Потписите се собират во канцеларијата на Министерството за правда, која се наоѓа зад Основниот суд. Инаку Ангеловски досега е прв кандидат со независна кандидатура. Влезот на градот со месеци е блокиран, создавајќи застој во сообраќајот, кој пред се е опасен за ургентниот центар во близина. Од партијата истакнува дека поради недостаток на патна сигнализација, граѓаните ги оштетиле своите возила, а до градоначалникот Дамјановски упатија пораки дека граѓаните ќе пресудат. Почитувани граѓани, 12 години Дамјановски и СДС немаат направено ниту една улица во Куманово. 12 години помина, а немаат ниту една капитална инвестиција. Куманово е град од среден век, а кумановчани се соочуваат со раскопани улици, непроодни тротоари и отворени дупки. Дамјановски се што започнува, ништо не завршува. Целиот град е раскопан. Неколку пати ние реагиравме и апелиравме да се забрза и финишира реконструкција низ градот со улиците и да се стави сообраќајот да тече во нормален тек. Но и после 3 месеци нема никакви промени. Влезот во градот е блокиран, а граѓаните секој ден се соочуваат со сообраќајниот метеж кој се прави на потек од градска болница до излезот на Куманово. Секој ден во одредени термини во денот мора да има блокада од неколку автобуси и колони возила да чекаат по 15 минути за излез или влез во градот. Најстрашно е тоа што во близина на ургентниот центар и во случај на итност има проблеми за излегување и влегување на пациенти. На овој потек се блокирани тротоарите, премините не се обезбедени, а дупките стојат раскопани и отворени цело лето. Лошото од ова е што граѓаните почнаа да си ги кршат своите возила од неодговорноста на градоначалникот. Поради необезбедени мерки на улицата, нивна сигнализација и знаци, неколку возила се тешко оштетени, дел од нив пропаднати во отворени дупки. Повредени се и неколку граѓани со полесни повреди. Го прашуваме градоначалникот и неговата партија. Ова ли е животот што го ветуваа? Кога мислат да излезат во јавноста и да се извинат за сите оштетени возила и повредени граѓани? Таквото однесување веќе не поминува кај граѓаните на Куманово. Доаѓа крај на вечното владење и свесното уништување на смислата и културата на овој град. Народот следи и ќе пресуди. Свесен сум дека работите се одвиваат со намалена динамика на влезот на градот, вели градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски во реакцијата на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Според првиот човек на градот, на тој потек имало оштетување на основата на патот кој пропаднал поради дефект на водоводна цевка која го пролонгирала асфалтирањето. Секојдневно имам состаноци работи со ЖИКО, бидејќи тоа е избран од представниците на тоа тело кое имплементира ТИПА-2 програмата. Тука не е само Министерството, него тука имаме и представници од Европската комисија. Така на тоа е тендерски процес кој го одаме до ЖИКО. Сега јас сите референции ги поштувам кои се ставени таму. Меѓутоа, гледаме дека тоа иде со една по-слаба динамика. Меѓутоа на таа позиција имаме проблем друг, бидејќи имаме некоја дефекта, некоја поголема водоводна цевка која е направила оштетување на основата на тој асфалтен пат.
баш према 11 октомври скрцицата према Монопол и тука треба сега отпочнува санација на тој дел, бидејќи тој е малку пропаднат, има една гробна дупка, беше во фаза на завршна припрема за асфалтирање. Така да ова асфалтирање кое требаше се случи овие денови, денеска утре, ќе биде половина за неколку дена додека не се санира таа дупка пред Монопол, ако сте ја виделе која е резултат на високопрофилна цевка водоводна која е направила еден период додека истекувала оштетување и депресија на самата патна инфраструктура која треба да се санира, се прават направи за санација. Мислам дека за неколку дена ќе биде асфалтиран. Тоа е еден од главниот проблем во сообраќајницата на 11 октомври. Гледам дека припремата беше завршна направена скоро, али овој дефект од пред 2 дена нас не пролонгира за асфалтирање. Имаме договорено околу 13.000 квадратни метри санирање на оштетени патна инфраструктура од реконструкција на канализационата мрежа, од ИПА-2 проектот, тоа ќе биде нивна задача. Значи 13.000 квадратни метри, тоа е договорено и треба да бидат завршени по тоа што е договорот негде средина на октомври до крај на октомври, бидејќи тоа завршува и проектот ИПА-2, така да се надевам тие 13.000 квадратни метри асфалтна реконструкција на и враќање во првбитна положба ќе биде завршени благовремено. Бројот на склучени бракови во вториот квартал од годинава бележи зголемување за 7,8% во споредба со тој период од 2016 година. Во овој период се склучени 3.447 бракови, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Речиси двојно поголемо зголемување во истиот период бележат и разведените бракови. Во оваа 3 месеци од годината се разведени 436 бракови, што според Државниот завод за статистика е зголемување за 13,5% во споредба со истиот период од 2016 година. Годишни извештаи и програми за работа на градинката Ангел Шајче Куманово, паркинг и слично се дел од темите на кои што ќе се дискутира на седницата на Советот на општина Куманово, која ќе се одржи утре. На 69-та седница советниците ќе разгледаат 28 точки. Истата во живо, гледачите ќе може да ја следат на Телевизија Плюс. Во кружната сала на зградата на поранешни општествено-политички организации и комитет утре ќе се одржи 69-та седница на Советот на општина Куманово. Вкупно за разгледување има 28 точки. На дневен ред ќе се најдат извештајот за извршување на буџетот на општина Куманово за вториот квартал, како и извештаите и програмите за работа на детската градинка Ангел Шајче и јавното предпријатие Куманово паркинг. Советниците ќе расправаат и за предлог решението за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на статутот на јавното предпријатие Водовод, предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на општина Куманово, како и извештајот за реализирани активности од програмата за општа туристичка пропаганда и за подобрување на условите за престој на туристите во општина Куманово. Тие ќе ги разгледаат и годишните извештаи за работа на средните училишта Перо Наков и Киро Бурнас, како и основните Крсте Мисирков, браќа Миладиновци, 11 октомври, Бук Караџиќ, Барам Шабани, Јероним Дерада, Кирил и Методи, како и за музичкото Панче Пешев. Седницата која ќе започне во 10 часот може да ја следите директно на Телевизија Плюс. Во второто тримесечие од годинава, во Македонија се регистрирани за 7,2% помалку живородени деца во споредба со истиот период минатата година, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Бројот на живородени деца во второто тримесечие годинава изнесува 5205. Според заводот, намалување во истиот период бележи и бројот на умрените лица, и тоа со 6,1% во споредба со истото тримесечие од 2016 година и изнесува 4544 лица, а од нив 54 се умрени доенчиња. Природниот пораст изнесува 661 лица, што значи за толку лица бројот на живородените деца е поголем од бројот на умрените лица. Кошаркарите на Куманово вчера вечер го одржаа новиот тренинг во пресрет на предстојната кошаркарска сезона. Доцна синоќа пристигне и американецот Грифин Раме, со што ростерот е целосно комплетиран. Роберт Абрамовиќ, за кој управата претходно најави дека го потпишал договорот, сепак го откажал своето настапување во сино-белиот дрес на Куманово.
Со пристигнувањето на Грифин Раме од САД вчера вечер и официјално ростерот на кошаркарскиот клуб Куманово за претстојната сезона е целосно комплетиран. Без американскиот интернационалец останатиот дел од тимот на чие чело застана Игор Михајловски вчера вечер го одржа и првиот тренинг. Столбот на клубот и понатаму останува ист. Тука се Маријан Јанески, Димитар Караџовски и Никола Караколев, кои веќе неколку сезони го носат дресот на Куманово. Старанов играч на клубот е Александар Штериов, кој минатата сезона настапуваше во Кожув, а оваа година ја прифати понудата за нов настап во сино-белиот дрес. Двајцата срби кои имаат богати интернационални кариери ќе бидат големо заекнување за клубот. Станува збор за 34 годишниот Мирко Ковач, кој своевремено има настапувано за Црвена звезда и Партизан, и Немања Милковиќ кој од Катар доаѓа во Куманово. Доцна вчера вечер пристигна и американецот Грифин Раме, кој веќе утринава се приклучи на вториот тренинг на тимот. Словенецот Роберт Абрамовиќ, за кого правата претходно најави дека го потпишал договорот, сепак во последен момент го откажал својот настап за Куманово. Подмладокот на тимот горе-долу со некои дополнувања останува ист. Тука се Миодраг Тодоровиќ, Ѓорѓи Георгиевски, Даниел Аврамовски, се враќа и Ненад Стојановски, кој дел од изминатата сезона настапуваше во третолигашот Balfour Life, каде тој покажа врвни резултати, а клубот започна со надпреварување во втората лига. Подмладокот е збогатен и со Никола Стефановски. На тренерската позиција се враќа кумановецот Игор Михајловски, кој очекува интересна сезона, во која ќе се даде можности на помладиот состав на екипата. Цели 7 недели има на располагање староновиот тренер да го подготви тимот за нови победи во претстојната сезона, која треба да започне на 15 октомври. Клубот според Михајловски годинава нема големи амбиции за освојување на шампионската титула, туку да го задржи реномето од изминатите години, кога секогаш се наоѓаше на врвот во финалните мечеви. Иако буџетот е двојно помал во споредба со претходната сезона, управата и Михајловски направи интересен ростер од кој очекуваат позитивни резултати. Две нови странски или домашни засилувања се очекува да пристигнат во ноември или декември, кои ќе го збогатат тимот за тогашниот плейоф дел од сезоната, со што според председателот на клубот Виктор Божиновски, како Куманово ќе стане конкурентен за првите места во лигата. Недоразбирањата со Македонската кошаркарска федерација во новата сезона според Божиновски нема да се подобрат многу, со оглед дека на раководните функции натаму остануваат Петар Наумовски и Моника Гавриловска. Божиновски вели дека тоа се луѓе кои се нашле на погрешно место во погрешно време и очекува наскоро нивна оставка, за да Куманово може да функционира безпрекорно, без репресии и постојани енормни казни. Што се однесува до надпреварување во меѓународните лиги, за 3 дена се очекува да се затвори прашањето за учество во Библ лигата, а приоритет на управата и општината ќе биде да ја преземат спортската сала под надлежност со цел да ја реновираат, не само за кошарката, туку и за сите други спортови во градот. Времето денеска во Куманово беше облачно со услови за дожд, а дуваше северен ветер. Максималната температура изнесуваше 25 степени, а минималната 11. За утре метеоролозите најавуваат променливо време, ке дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 28 степен, додека утринската ќе се намали до 10 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, тука е крајот на дневникот. Ви посакувам пријатна вечер.